Продолжуваме со вестите на Ирис телевизија. Наши ваш гостин во нив е градоначалникот на општина Штип, господинот Благој Бочварски. Добре ни дојдовте во вестите на Ирис телевизија. Благодарам за поканата и добро ве најдов. Актуелни се летните одмори, меѓутоа токму во текот на летото и градежна сезона, кога општините го користат овој период за да направат што е можно повеќе проекти. Еве да ни кажете, општина Штип на колку вкупно проекти во моментов работи? Па така ја можам се согласам со вас дека во овој временски период, летниот временски период, секако активностите во градежниот дел во општина Штип се зголемени на едно повисоко ниво, но и правиме големи крупни припреми во насока на ставање во функција на издавање на градежни одобренија на покрупни проекти кои што треба да започнат во наредната година. Така што работиме на повеќе фронтови, но кога збориме за градежните активности, јас можам само да кажам дека сум сосема задоволен што Штип во овој период, но и во наредниот период ќе биде вистинско градилиште, со што почнуваме да работиме на многу проекти и јас би сакал да набројам само дел од нив. Во овој момент работиме на изградба на неколку улици, односно 3 улици во населбата Сењак, кои што се изградба на целосно нови краци во должина од 455 метри и инвестициска вредност од околу 4.900.000 денари, дополнително водовод во тој дел кој што е околу 600.000 денари, што значи дека таму се вршат поголеми градежни зафати во населбата Сењак. Дополнително обиколницата која што продолжуваме да ја работиме е во фаза на изработка, односно мостот кој што е од метална конструкција веќе се работи и очекуваме дека во наредниот период, кога ќе биде подготвена компанијата што го изработува, ќе го монтира мостот, кога ќе бидат создадени сите услови за тоа, така што тој проект се работи, но и ќе продолжиме со изработка на втората фаза од обиколницата, која што е продолжеток или без таа втора фаза, оваа прва фаза која што имаме сега, која што се работи, нема да биде во можност да биде ставена во функција. Така што веќе го изработивме проектот и за втората фаза и наскоро ќе биде распишен и тендерот за втората фаза од оваа обиколница која што ќе заврши со кружен тек на булеварот на влезот во градот. Така што овие се покрупни проекти, но работиме и уште на неколку улици кога збориме за инфраструктурата во градот. Веќе изработивме 2 улици во населбата Баби и е распишан тендер и тендерот заврши за изградба на уште една улица во населба Баби, која што е од некаде во вредност од некаде 1 милион денари, тоа е улицата 11 Конгрес, дел од таа улица, но и продолжуваме со изградба на нови краци на улици во населбата Блок 2000 или во населбата Леваци, каде што веќе има продадено и изградено нови стамбени објекти и оваа улица веќе ќе започне во месец август да се реализира. Така што градежните зафати се во полнек. Дополнително сакам да ги информирам граѓаните дека работиме, заврши тендерската постапка за реконструкција и рехабилитација на 4 улици во градот, што значи гребење на асфалт и асфалтирање на нов слој асфалт и се работи за 4 улици. Едната е Иво Риварлола во централното градско подрачје, имаме една улица во населбата Сењак, тоа е Пета Партиска, потоа улицата Ѓорги Петров во населба Сењак и улицата Крушевска република во населба Баби. Така што овие 4 улици наскоро ќе започнат, со што покажуваме дека општина Штип се претвора во вистинско градилиште. Паралелно со тоа работиме на игралиштето во населбата Блок 70, работиме на изградба на платформата на река Отиња и на многу други проекти. Продолжуваме со изградба на коритото на река Отиња, што значи дека градежните активности се чувствуваат и се гледаат. Работиме на тротоар на булеварот ЈНА во населбата 8 ноември, каде што не само тротоар, туку изработивме и 2 атмосферски канализации или одводи, каде што граѓаните има огромни проблеми при првиот дожд. Така што се работи на многу места во градот, во многу населби, каде што проценивме, каде што граѓаните бараа да се зафатиме со градежни активности. Ја споменавте платформата, гледаме дека интензивно се гради, таа ќе биде наскоро готова, како што гледаме според градежните активности, меѓутоа наспроти неа имаме фонтаната кај малиот плоштад која веќе се гради неколку месеци. Имаме мал објект и голем објект. Големиот објект се гради многу побрзо за разлика од помалиот објект.
има и доста критики од Штипјани и прашуваат зошто тоа е така. Па добро, првата работа е што одреден тип на објекти, како што е платформата, каде што има фронт за работа, каде што се работи со крупна механизација, големи објекти се градат многу брзо, но и објекти од типот на плоштадот, на малиот плоштад, каде што најпрвен имаме неколку правни субјекти. Јавното предпријатие Стипјан работи на уредувањето на платото или плоштадот таму. Претходно работеше јавното предпријатие ИСАР, каде што се замени водоводната, канализационата и атмосферската канализација во овој дел. Стипјан почна, изработи еден дел од платото со бехатон плочи, каде што се овозможи да влезе и фирма специјализирана да изработи фонтана. Така што овде имаме веќе 3 правни субјекти кои што работат на еден помал простор, се со цел таа фонтана да навистина биде на крајот фонтана, а да не биде цвеќарник, како што имавме во претходниот период. И јас се надевам дека, бидејќи вчера направив увид во градежните активности таму, тој простор ќе изгледа преубаво, таму имаме веќе канделабри, таму е веќе фонтаната во финална фаза на изработка, платото се затвора, така што верувам дека овој мал плоштад ќе биде вистинско убаво култно место за дружење на Штипјани, ќе имаме и клупи за одмарање. Кога ќе биде готова фонтаната? Па јас очекувам дека во текот на наредната недела ќе се направат првите пробни пуштања на фонтаната, сите инсталации се поставени и платото се затвора веќе во тој дел, така што во самиот финиш на реализација овој проект. Точно е дека се изработуваше малку подолго време, но јас кажав и на почетокот дека секаде кај што ќе се зафатиме со работа, ќе навлеземе и малку подлабочински, ќе изработиме канализации, водоводи, така што на крајот, кога ќе завршиме еден објект, проект или една локација, да биде тоа навистина квалитетно изработено и да функционира, бидејќи парите што ги даваме се на граѓаните и треба да ги дадеме за намената која што сме ја замислиле, а не на крајот да имаме некоја друга намена. Така, ги споменавте јавните предпријатија, колку вие сте задоволни како градоначалник од нивната работа? Па јас можам да кажам дека сум задоволен од работата на јавните предпријатија. Јавното предпријатие ИСАР веќе најавивме во неколку наврати дека освен што враќа одредени долгови, почна да прави заштеди, набавивме веќе и нов багер на јавното предпријатие, а веќе сме во јавна набавка за набавка на ново возило метларка, кое што го имаат доста градови, поголеми градови центри и во Европа и во Република Македонија, кое што значително ќе зголеми хигиената во градот. Претпоставувам и тоа е прашањето. Со тие капацитети кои што ги има јавното предпријатие се справува добро со состојбите. Сепак треба да имаме во предвид дека овој град од 50.000 жители, кај што треба да се однесе сметот навремено, кај што треба постојано да се изработат, да се исчистат канализациони системи, да се изградат водоводи и дел од другите активности во пазарот. Сите овие објекти или кои што ги има како одделение јавното предпријатие ИСАР, тоа е обемно големо јавно предпријатие, работи добро и за да ја зголемиме, да го зголемиме и квалитетот на работата, веќе влеговме во набавка на нови машини, бидејќи сепак машината кога ја имаш на располагање заменува многу работници, така што веќе набавивме багер, еве сега сме во набавка на метларка и тоа ќе се почувствува дека и имаме повеќе градежни зафати во дел на изградба на водоводи, канализации, но и чистотата во градот ќе се почувствува доста. Заштедите се големи, имаме и одредени проблеми во дел на стари застарени пресуди кои што ни доаѓаат таму, кои што треба да се исплатат делумно, некогаш представува и разочарување кога сите заштеди кои што ќе ги направи јавното предпријатие или општината ќе отидат во некои застарени судски процеси кои што ги губи општината и јавните предпријатија, но како и да е, ги сервисираме долговите. Досега можам да кажам дека имаме платено некаде околу 70.000 евра за од такви судски спорови кои што ги загубила општината, ги сервисиравме и продолжуваме напред. Мораме да работиме честно, одговорно и домакински, тоа е единствениот пристап за кој што се залагаме. Во другото јавно предпријатие исто така работи на неколку локации, веќе работи на детското игралиште во блок 70, работи на малиот плоштад кај фонтаната, работи на тротоарот во населбата 8 ноември, наскоро ќе започнеме да го работиме тротоарот кој што води кон клиничкиот центар. Од Порта Пролет кон клиничкиот центар, тоа е доста фреквентно место.
Имаме целосно испланирани активности и двете јавни претпријатија заедно работат во реката Отиња во коритото. Така, распишан е тендерот за детската градинка, кое што ќе го реши проблемот со листата на чекање во Штип, која што е поприлично долга да кажеме. Да ни кажете за колку време ќе се изгради таа детска градинка? Па рокот за изградба на детската градинка ќе биде до септември 2019 година. Тоа е голем објект од 1600 метри квадратни. После 30 години прв пат ваков голем објект детска градинка ќе се изгради во Штип со обезбедена финансиска конструкција, тоа се обезбедени стабилни средства за изградба, така што кој и да биде изведувач ќе има навремени плаќања овде од страна на општината и од Источен плански регион, така што единствена работа која што ќе биде е да брзо и ефикасно, но и квалитетно се работи на овој проект. Таа детска градинка е од две крила составена, ние ќе ги градиме и двете крила, така што ќе биде вистински капитален проект за општина Штип и за нашите граѓани, така што јас очекувам, бидејќи тендерот е во фаза во тек, некаде 10 август ќе заврши рокот за пријавување на сите кандидати кои што сакаат да влезат во изведба на овој капитален проект за општина Штип, дека некаде почетокот на септември или можеби крајот на август ќе започнеме со изградба на овој многу значаен објект за Штип. Тоа е 30, стартната цена е некаде 37 милиони денари, обезбедени средства, така што верувам дека брзо и ефикасно ќе се работи, ќе се гради овој објект, и тоа е нешто кое што во претходниот период го немаше во општина Штип, мораме да кажеме. Општина Штип нема ниту изградено ниту еден капитален проект во изминатите 10 години, крупен капитален проект. Тоа се случува сега, еве гледате, во исто време се гради и платформа, продолжуваме со обиколницата, ќе се почне да се гради градинката, но и ќе почнеме да градиме и втората фаза од обиколницата, а веќе проектираме и брана на реката Отиња. Така, и сосема за накрај споменавте браната на река Отиња и секако како централна точка во текот на изборната кампања ви беше гасификацијата. Докаде се овие големи проекти кои што засега не можеме да ги видиме, тоест не се видливи? Па добро, јас на неколку наврат имам дадено изјави во дел на браната на река Отиња. Тоа е проект кој што троши многу енергија на еден градоначалник, но и на целата општина. Јас до сега сум задоволен како се движат сите подготвителни проекти или дополна на проектите, кои што ги немаше или кои што треба да се изработат за да земеме градежно одобрение за браната. Во моментот се работи на студијата за животна средина, односно е распишан тендер преку водостопанство, кој што ги обезбедивме средствата од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку нив оди тендерот за студијата, и веќе ќе се распиши тендер за доработка на основниот проект со сите иновации кои што се појавиле или кои што можеби ќе се појават во овие 10 години кога не се работело на овој проект, за да се доработи проектот да биде со една нова слика и за тој проект на крајот да биде употреблив и да биде да може да се изведе на тој терен. Така што јас очекувам и правам притисок до сите оние кои што работат на проектите, нови проекти, да до крајот на годината ги добиеме сите проекти и да извадиме градежно одобрение. Јавното претпријатие Стипион работи на детален урбанистички план во потегот на браната на река Отиња, на река Отиња, кој што ќе биде едно ново катче во овој град, каде што ќе може да се развијат и ресторани и стамбени комплекси, објекти, и тоа ќе биде вистински развој на градот во тој дел, каде што ќе се формира и Вештачко езеро, така што сите тие проекти се во фаза на изработка. Верувам дека на почетокот на наредната година веќе ќе можеме да зборуваме за финансиската конструкција за изградба на оваа брана и гасификацијата, која што ја спомнавте исто така, се работи на проектот. Ние ги обезбедуваме сите потребни подлоги кои што им се потребни на компанијата која што го доби тендерот за проектирање, за да тие влезат во изработка на проект за гасификација на Штип од 20 километри. Само да потсетам, тоа се разни детални планови, генерален план, подземни катастри, таму каде што имаат инсталации одредени компании, Телеком, Евана и сите тие подземни инсталации кои што им се потребни за да ги добијат, за да можат да влезат во
суштинско проектирање. Така што тие проекти течат, ќе бидат актуелни во текот на наредната година, кога ќе ги имаме веќе комплетирано. Сакам само да напоменам дека е уште еден инфраструктурен проект од кружниот тек во населбата Железничка кон кампус 4 ќе го разубавуваме влезот на градот, каде што од десната страна ќе се гради нов тротоар и кој што ќе биде можност за побезбедно да пешачат и студентите, но и граѓаните од овој дел на градот. Тоа е некаде километар и 200 метри и тој тротоар веќе е во фаза на јавна набавка, ќе започне наскоро да се гради. Имаме уште неколку улици во населбата Железничка кои што сега ќе отпочнат со реализација, така што целиот град чувствувам дека е покриен со голем број на проекти кои што наскоро ќе бидат реалност и се на се со сума на средства во овој момент распишани тендери и оние кои што се во фаза на реализација имаме некаде околу 120 милиони денари, што значи дека тоа се околу 2 милиони евра, нешто кое што јас сум убеден дека Штип досега никогаш немал во еден момент да се во фаза на реализација волков голем број на проекти и волку големи средства во дел на изградба на инфраструктура. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, ова беше гостувањето на штипскиот градоначалник Благој Бочварски во вестите на Ирис телевизија, а ние продолжуваме со останатите содржини.